Во денешното издание на Равенка за успех ќе го поздравам мојот драг гостин и другар и човек кој го знае многу добро нашата јавност. Сега има и повод за неговото гостување во Равенка за успех, Јован Јованов. Здраво. Здраво, Јован, цел живот од кога те познавам, не случајно реков дека си ми драг гостин, бидејќи многу пати веќе не се сеќавам колку пати си бил гостин во моите поранешни емисии. Да, многу давно било тоа. Многу давно беше тоа, ама беше многу актуелен и премногу активен и секогаш имаше нешто ново да кажеш, затоа ми е задоволство што еве и од оваа денешна перспектива повторно сме тука некаде, функционираме исто како и тогаш, активно и со ангажмани и поводи. Твојот повод за гостувањето е концертот кој следува, а тоа се најголемиот повод е твојата Равенка за успех, како обстојуваш и како функционираш успешно со години. Ја помислив баш ме викна онака другарски да се ете. Тоест ние и лани слушнавме нели исто за гостување, ама реков и тогаш ти реков спремам нешто, почекај барем кога ќе дојдам да има некоја новост, ете да позбориме повеќе за кариера и за сето тоа што нели што се случува кај мене. И фала ти на поканата, ми беше задоволство и сум тука да си помоветиме малце. Нашите гледачи верувам дека ќе уживаат во овој разговор да слушнат се она што следува од тебе, а поводот, да, рековме дека конкретен повод ни треба и дека нешто што ќе биде интересно и актуелно, меѓутоа ке тебе постојано има поводи, ти не си човек кој стагнира во работата. Активен си од која година? Колку години имаше кога се појави? Види, ако ти кажам од кога сум активен, од прилика ќе сватат колку си возрасен. Не, или ќе мислат дека ова е многу старе. Работата е што многу луѓе мислат дека сум по-стар од години од проста причина зашто сега тоа 100% имам многу години. Дури некој мисли дека е 50 дека имам, а усвари имам време до таму. Проста причина што јас почнав многу мало, од прва средно почнав што се вика и тоа се онака дури првата песна на 13 години снимено. Магија беше Не, Магија беше на 16. На 16, да, ама пак знам дека беше меѓу првите. 13 има, значи пред Магија сум имал некои песни што не биле толку успешни, ама што се трудел еднаш. Дури на Макфест имам пеено, првата песна ми ја примија кога ја бев уште прва средна, ама ја пеев кога бев втора средна, нешто така беше. Значи сум бил многу млад и затоа ете така некои викаат како чекај од кога е на естрадава. Уште малце треба да славам 30 години. Присуство, браво, супер, па тоа е убава бројка и убав јубилеј. Мислам, убав јубилеј затоа што имаш и многу многу значајни проекти и музички, да кажам, некои работи кои се ти се направиле како успешни, кои стојат позади кои стоиш и стварно се до денес што се направил е забележено со успех. Па не е се, имало многу неуспеси, ама луѓето го гледаат тоа што е успешно, така. Добро е што е така, лошо е кога гледаат тоа што не е успешно. Кога се фаќаат за лошите работи. Знаеш како, ако немаш успех, онда ќе гледаат само тоа што е успешно. Вака ако имаш 5-6 неуспех и еден успех, успехот ќе го сматра дека е ти се што правиш успешно. Знаеш, јас како викам, треба се работи во било која професија, да имаш на континуитет и да си вреден и да сакаш и да имаш цел некоја зашто го правиш тоа. И во песните, знаеш, многу ќе ми кажат, ти се што ќе направиш хит. Да, може ни знаат мои 30 хита, ама ја имам 600 песни направено, така да. Да, тоа веќе управо си. Така да. Некои работи што не се забележани, јавноста и не ги доживува на тој начин. Така да многу сум работел. Ја имало години кај што сум правил издавал по 60-70 песни годишно. Од тие 6-7 ќе станеле хит. И сите викаат, овој 6-7 хита оваа година, тена Сладкар, тена Тони Зен, тена Елвир на Next Time на сите. Од тоа време кога имав продукција, вика сите ги погаја, ама јас сум направил 60 година, вие ги знаете овие 6. Како и да е, на колку рече дека почна на 15 години или на 13? Вака, на 13 пеев на еден тинеџерски фестивал, на Тим фестивал во Прилеп таму и Тоше Проевски исто имаше пеено, мислам, година пред или после мене.
Тоа да го рачунаме дека ете така на некој си полупрофесионален левел, кој што сум бил млад тинеџер и тоа било некој си, а на прв пат ете на да речеме на фестивал кој е за возрастни, а уствари јас бев млад, беше на Макфест во 97 година пеев. Истата година кога и Тоше тогаш беше дебитант и Нокаут беа исто дебитанти таа година така некако сите се Среќна година. појавивме. Добитна година. Да. Дали си од музичко семејство? Знам дека брат ти е нели со продуцент сериозен кој работи исто така со години, а твоите родители имаат врска со музика? Каде потекна татко тоа? ми, татко ми беше музичар, почина татко ми во 2011, он беше композитор на народни песни, работеше со сите, со целата естрада на наши познати пејачи од 90-ти до тоа време. Исто беше кореограф во танец. Работеше на кореографија на многу познати македонски, значи фолклорни ора. И ето таму знам и да играм и да правам музика. Да, значи не е ништо случајно. Сето така он беше другите води, но не беше интересно што никогаш не ме форсираше да идам на да речеме во тој правец што он беше, во фолкот и во етното и во сите тие води. Јас си одлучив уште мал дека во тоа време ја викавме забавната музика, дека сакам да одам во поп водите и он ме поддржуваше и мислеше дека треба да си го барам својот пат, значи не беше од тие родители, ти мораш да го работиш ова сега што јас да наметнува нешто. метнува не. А мајка ми е правник, она секогаш била во друга. Слушател, критичар Ма да на знам, вашата музика. Па со толку музичари сигурно ќе стекне критериум. Интересно кај тебе беше што покрај пеењето, покрај продуцирањето на музика и секогаш беше проследено со интересен танц, интересна игра и таа динамика, тогаш на фестивалите мислам дека привлече исто така доста внимание. Па да, ние бевме меѓу првите што тогаш со група Магија што правевме такви сценски настапи. Пред нас, да речеме дека не било тоа толку развиено на високо ниво, повеќе луѓето пеачите се доживуваа да се презентираат со глас, макар и стоеле во една точка на сцена. Нас не беше шоуто приоритетно и така и остана. Мислам така беше и во светот во тоа време. Веќе се правеа многу групи и пеачи кои работеа многу на сценски настап, не само нели да се појават на сцена, него целиот пакет беше битен и така остана. Баш убаво. Во тој период мислам дека излегоа доста имења музички, можеби беше најубавиот период на македонската музика. Секој своето време. Мислиш да тоа е тоа така? Ти значи си од тоа време. Да, значи можда е тоа перспективата моја на гледање, ама со оглед на тоа дека и ден денес ги слушаат и ги пеат тие песни, останаа доста хитови, квалитетни, да бидеме објективни. Мимо тоа што сме пристрасни нели ради тоа време, кое го одбележало нешто што е за нас карактеристично. Кои хитови вака од попознативи изведувачи беа баш твои? Сега не можам да се сетам кои се беа твои песни. Сигурно мисли многу од која хитови. декада. Добра, ајде вака на назад, ретроспективно врати се. Па до најновиве. Не знам дали паметиш, имаше на група ИН на крај на 90-тите имаа доста познати песни. Ги паметиш? Не можам да се сетам. Би требало да, ама не знам зашто не ми текна. Имаше една Божица песна, беше Јас сум вечерва. Да, твоја. да, ја знам песна. Имаше тогаш некои групи што се појавуваа во тоа време што така избувнаа, па ги снемаа едно време. После тоа почнав во 2000-тите да работам со Елвир, со Елвир Мекич, него се упознавме, се здруживме, па станавме и авторски тим, па после почнавме ние да правиме за други артисти. Во времето кога започнав исто така преку средното музичко се здруживме и со Маја Саздановска и Фани, заедно и работевме, заедно и се дружевме. Дојде и Адриан Гаджа, на него му правевме цел албум кој беше и на албански, и на македонски, и на српски. Мислам дека беше на 3 јазици направен. Во тој момент исто, кога јас во Магија бев доста познат и сите тие песни од Магија го запознав Врчак.
И ете некоја дружба имавме во тоа време, он прво се срамеше, не сакаше да биде артист, а него сакаше да биде текстописец. Он добро пишуваше и памтам прв пат кога дојде у студио ми читаше некои текстови и ја му викам, па добра, како го пееш ова? Вика, па не, вика, ја го рапувам ова. Па викам, дај израпувај, почна да рапувам. Викам, човече, ти викам, гласов ти е многу добар за рапување. Викам, зашто не пробаш ти да си го снимиш ова, наместо да ги даваш текстовите на други артисти. И така испадна, и он исто почна да снима. Тони Зен го упознав 2003-2004 и со него почнав да работам сите тие први песни од, да речеме, пошироко познати како Полн ефект, не знам кој сум јас, ги правевме заедно, па после нели останатите како Скандал и така натаму. Имаше многу бендови, многу мои колеги од музичка академија како Браво бенд, знам им правев на Ноне двата албума и ги правевме со Елвир, со Ноне имаше доста хитови за децата во тоа време, 2 албума сними со мене. Да не заборам некој. после тоа, значи после Тони Зен упознав со Слаткаристика. Дојде Слаткар, па првите 2 албума ги работев со Слаткар, на Next Time првиот албум исто го правев. Тука се појави Александар Тарабунов, со него нешто снимавме, па дојде Ламбе, со Ламбе имавме неколку хит песни, од која исто победата на Макфест 2010-та. За Не планирам имаше и уште една на, како се викаше, ќе те чекам јас на Скопски фестивал, ако памтиш таа. Имаше во меѓувремено. Генерално кога збориме 90% од изведувачите во тоа време, значи биле дел од твојата продукција или работеле со мене на некои замешал прсти, да, на некои песни. Имало и многу што им сум направил така по една-две песни, само што не знам како, не знам, Јоко Таневски, Елена Петревска, сите кога знаеш кога биле на некои, да речеме, или на почеток, па или кога коите почнале, сме работеле дали за фестивал, дали за некое вако, па и со Тајзи, кога се појави Тајзи првите песни, така пишано е, регетон, тие исто ги работевме заедно. Не може утнав некој се. Па да ти кажам, многу се и да утнеш нема ти замерат, затоа што толку Ети со продукција е Тоше толку- Проевски, нели, на Евровизија, Ангел си ти, да видиш са. Ангел си ти. Да. Што се случуваше околу таа Евровизија? Стално имаше некои фрки, некои ситуации, не знам ти. Па види, тогаш беше многу важна за сите артисти и целата естрада во Македонија. Фестивалите како фестивали и Евровизија беа многу пресудни за твојата кариера. Сега више не е така, сега промоција. со социјални мрежи, нели, со YouTube веќе мање више паднаа тие фестивали сегде во светот, не само кај нас. И бидејќи тоа беше едина, како се вика, важна работа за естрадата, беше тепачка кој ќе оди, знаеш, и нормално. Стално имаше Луѓе се хаос. лутеа, се едно друго, ама тоа е. Кој губи има право се лути, така? Да. Ти многу често котираше високо. Се лутеше? Не. На тие избори. И одеднашка донесе одлука да си отидеш од Македонија. Значи, Да. тоа беше многу чудно. Па беше чудно на сите им, беше и ден-денска. Затоа што нели кога си викаат подобро прво село него последен во град. Да. И кога тука си ти беше онака на тацна и кога си беше баш супер, високо котираше, ти так си кидна. Знаеш како ми беше малце досадно. Да? Па не знам, дали дека од мал почнав да се занимавам и ете имав студија, имав проценска куќа, бев менаџер и некако си го изгубив она уметничкото кај мене едно време, бидејќи све почна се базира на бизнис. Ја највише што сакав е да правам песни, ама почна да ми е тоа најмалку што го правам. Те менаџирам, те проблеми, те спонзорства, те концерти, те организации, 300 работи и некако од проста причина што ја не бев задоволен колку Македонија се заработува од правење песни. Што можеби да сум бил у друга држава роден и да сум растал, еве, некоја соседна Србија, Хрватска, кај што
автори познати може да дојдат да направат 1 милион евра годишно да направат од сите проекти што ги работат таму. Кај нас тоа беше сведено на така во тоа време 2-3 евра ако направиш најмногу месечно ќе беше онака врв. А во истите тие мои колеги во Хрватска правеа по 30-40-50 евра месечно. И од проста причина што знаеш кога нешто стварно го сакаш, ама гледаш дека тоа не ти ги задоволува твоите потреби, онда почнеш нешто. Да, или не се задоволен колку се вреднува на некој начин. Па да, и мало тржиште сме и сето тоа е. Знаеш, ја понекогаш викам разликата помеѓу Србија и Македонија, ако сме ние не знам колку жители, они колку жители, не е 1:3 или 4 или 5. Разликата помеѓу колку заработуваат српски артисти и македонски или српски автори македонски 1:100. Ради говорното подрачје. Да, ради говорното, они имаат цел Балкан ги слуша плюс диаспора и тоа плюс е како изведувач. Малце луѓе зборуваат и многу малце слушаат. Да, тоа плюс како изведувач не ми давало мене стимул да правам повеќе песни за мене. Ја иако сум пеел цел живот, доека сум работил и за други, јас имам 2 албуми што се за мене немам многу, знаеш. Сум сватил дека, знаеш, истите тие пејачи што биле во тоа време мои генерации во Србија, они правеле од настап по 10.000 евра и ќе имаат 7-8 настапи месечно, секој петок, сабота, дали од диаспора, дали на Балкан, дали ваму, а ние сме пееле за 1000 Да. и ќе имаме 2 месечно. Значи разликата била 1:100, значи многу била разликата и сум сватил дека треба уште нешто друго да правам и онда сум почнал да менаџирам, да организирам концерти и разни проекти со продукции. Некако си го изгубив она што уствари сум највише талентиран да правам песни. И затоа сакав да прекинам се, ми беше премногу работи на глава. И ми требаше некој нов старт и така затворив фирмите, се поздрави со сите, си отидов. Така, тоа се случи многу брзо. Импулсивно. Не беше, јас неколку години мислев само ете дојде моментот. Луѓето мислеа дека е преку ноќ, ама не беше преку ноќ. Ја веќе 2011 мислев, а тек од 2014 се. Значи веќе 12 години. Да, ама некако не ме сваќа сериозно, мислеа дека кај сега тука ти. Пред да почнеме за животот во Канада, да ги споменеме концертите со Елвер кои ги направивте, пошто сега повторно правите концерт. Тогаш во Универзалната сала ги направивте концертите. Колку поред имаше концерт? Па имаше 2 тогаш, првите кога ги направивме. Убаво беше тоа искуство. Мене ми се свиѓаше. Јас сега сум сакал концерт, иако Господ не ни дал да живееме во огромна држава па да може да правиме концертни турнеи. Ете така ќе направиш најмногу во Скопје, нешто можеш во Охрид, во Антички, тогаш не ни стоеше, мислам, не се ни правеа, отпосле почна да се прават концерти. Така да немаш многу опции за концерти, повеќе беше сведено за настапи по кафичи, по дискотеки, такви работи. А мене у 12 ми се спиеше. Треба да пеам еден. Да. Не беше во свирките многу. Не, некако не, ја и кога одев таму стално вода пиев, евентуално ако пијам некој си енерджи дринк да ме малце крени, газдујата како вика, јас тука од мене ми спремил сега да пиеме виски некој. Викам не можам. Викам вода само и викам доволно ми е. И така некако, пошто имав наредниот ден, како што ти кажав, јас бев и изведувач и автор, ама бев и у музичкиот бизнес, така да утре може да имав и некои состаноци, ово, не може да се мамурен, јас сум се начукал. Така да. Пресериозно си го свати бизнисот и работата и живот. Па од 15 години па. Да, ја глобално сум многу луѓето што ме знаат близко сум онака ме опишуваат кој фани, знам да трескам глупости, да ги смеам, да се зезам многу и дури некој што не ме знае мисли дека сум тотално несериозен, ама ако се работи за работата и за тоа што го работам, тогаш стварно давам максимално енергија. Отиде во Канада, почна нова етапа во животот.
што се случи кога стапна таму? Чекај, прво отидов во Лос Анџелес. А во Лос Анџелес прво отиде. Добро. Па ние аплициравме за иселеничка виза во Канада и тоа се чекаше многу. Некои слуша некои приказни дека нека фамилии чекале 3 години, некои ја добиле за 6 месеци, некои за 5 години, немаше некое правило. А ја Беше нестрплив. Сега нестрплив, ајде сега да видиме и после нешто се договори тогаш со Николина, со мојата нели бивша сопруга. Се договоривме ајде да се упишам на факултет некој, чисто некој дошколување едно друго и јас викам од секогаш сум сакал во Лос Анџелес да идам. И се запишав за саунд инженер таму во LA Film School. И ми дадоа студентска, си отидов како студент. Само што отидов после, не знам, 7-8 месеци, добивме иселеничка. И сега што да правиме, ваму имаме студентски, ваму и знаеш, како викаат, боле врапче во рука. И викаме, па ајде идеме у Канада. Иначе, јас мојата желба беше да живеам во Калифорнија, не беше во Канада, али ете Канада најблиско до Америка и така последна година отидов фактички во Торонто. И таму се снајде од старт како почна? Беше, не знам, поврзан со нашите луѓе кои се таму, имаше некоја визија што ќе работиш. Отиде со сопругата и со твојата ќеркичка. Да, она имаше тогаш Малечка беше, 2 годинки. Да. Па немав многу, осем братичетка ми ја имав, имам фамилија. Таму чичко ми, тетка ми, братичетка ми, тоа беше тоа генерално. Мада они со друга бранша, не може ништо да... Нема доперни точки со вас. Па ништо, дојавме таму. Николина почна одма да бара некоја било која работа. Ја уште турбо работев за Македонија, за да вадам пари за да живеам у Канада. Јас онлайн работев. Брат ми тука ми го продолжи да работи со моето студио и како се вика пуштав тоа CV на сите менаџери продукции, можеш на Google да ги најдеш едно друго. И ми се јави еден човек, се каше Марк Бери, менаџер од Торонто, вика ми се свига твојата музика, имаме еден артист што може ке заинтересиран и така почнав. Со една артистка од Торонто, па после упознав друг менаџер, па трет, па ваму, па после го упознав еден Рој Хамилтон што беше од Америка дојден, порано работел за Capitol Records, имаше некоја си продукција од Торонто и ми вика, ако имаш студио ќе ти праќам, вика, повеќе артисти, вика, пошто ја правев песни, ама немам свој студио, некој дома ги правев, па ќе ги пуштав, па на друго место ги снимам и беше комплицирано многу се работа. И вика, отвори некој студио, вика, ќе ти пратам поише работа и мене толку ми требаше за 2 месеци отвори студио. И така почнав да правам музика таму. Да. Канада е интересно тржиште, ме потсеќа на Македонија малце, односот на Канада со Америка е исто како Македонија со Србија, од проста причина што канадските артисти исто се загреа. Онака не заработуваат во Америка. Не заработуваат многу и целата цел им е да успеат во Америка, да станат милионери. Значи, ја не знаев дека истиот проблем ќе го имам. И пеачите во Канада имаат доста што им се вртат песни по радио и така некој ги слушнал, ќе дадат интервју, онака ќе се знаат локално и не заработуваат многу, дур пол од нив работат и друга работа. Иде у банка работи, а пее умеѓу. И секој си ја чека среќата и тоа ме потсети малце на Македонија. И нашите артисти некои заработуваат, ами не заработуваат доволно. Многу од нив работат два бизнеси или нешто си работи друго, па пее, па умеѓу време се труди, а целта им е у Белград да успее за да стане нели на Балканот популарен. Исто и ово Канада се дешава, некоја иста прича и сваќаш дека уствари треба да си пак во Америка за да го достигнеш тој левел на успех за стварно да имаш многу пари и стварно да си многу успешен. Овдека пак е си некако локално, пак е фати нешто. Мислам, има повеќе, нормално ако сега споредбено да економски може би таа држава е нели подобра од овде, ама не е дека нешто ти сега мислам вау, разбираш. И паралелно со музиката ти со твојата бивша сопруга започнавте и друг бизнис. да, Колку што сум информирана, направивте фотографии, студио со фотографии, со видеа, не знам што како точно зборувавме одамна. Што е тоа уствари? па тоа види отворивме, прво беше тоа како студио за
како space rental, нели, место кај што правиш соби, вака како разни студија со дизајни и ги изнајмуваш на саат. Имаш неколку соби и разно фотографии, инфлуенсери, видеографија, ако им треба нешто. Има многу такви во Канада, овде у Торонто уште во Скопје уште не сум сретнал некој баш тако типично, некој да земе сега еден хангар и да направи разни соби, студија и да ги изнајмува на саат за сликање, највеќе за сликање. За сликање, за видео некако сака музички спот му треба некоја дневна, сега да не се бута по станови, оди си рента. И тоа. И така почна тоа како студио Space Rental, а после тоа се разви баш и за сликање. Ние имаме наши клиенти. Не очекувавме, бидејќи она беше во некоја си друга бранша, ја бев во друга, ама ете, поуметнички пак беше споено многу мои артисти што беа во музиката, па користеа такви студија. Така и ја го дознав тоа студио. Требаше се снима еден спот и ја викам кај ќе најдеме сега, па вика има куп студии и одиш таму, стотици студија има и си бираш, сакам оваа позадина, колку е $100 од сат, 2 сати, одиш се снимаш, си одиш. Многу интересно. И така го отворивме тоа и после почнавме и ние да сликаме, па вработивме и фотографи, едитори, букинг агенти, се имаме 12 вработени. Значи тоа ни е као многу повеќе профитабилно од било што да сме работеле во, како се вика, не е сепак малце ти 12 плати да даваш. Да. Месечно и плюс кирија да плаќаш еден куп пари. И така да сега за сега е добро. Дури имавме и понуда некој да ни го купи лани, баш се мислевме што да правиме, ама ја го задржавме и сега си работиме така. Супер. Тоа е. Значи тоа е основата. Уметност, тука, ама е малце поразлична. Да. Јас сум имал, да речем, некој искуство и во видеопродукцијата, нели, режирав спотови на времето и тоа ми беше желба. Многу од спотовите на првите спотови на Сладкар Сити, тие шопинг, FMTV, моја режија и имав и на Елвер и мои спотови, така да имав режирано 30 спота, јас урок од 3 години. И ја пуштиме некои од спотовите за да се долови, знаеш, да ја осетат таа атмосфера тогаш и мислам дека и денес се уште интересни. Децава, да кажам, помладиве кои имаат 20 на години, кои им кажав дека треба да бидеш густен, песната, знаеш, ова ги памтат песните и тоа ме изненадува колку оставило белек. Од мене ми е драго, зашто сме оставиле белек на едно време. Мислам, за некои работи бев изненаден, бидејќи јас 11 години сум оцелен и ете кога одлучивме со Пајак да преработиме магија, нели, Пајак не го сакаше. Он ми даде некои поттики на мене и на Елвир да речеме, да се вратиме на некој начин во музиката, не 100%, ама ете колку можеме, доаѓаме и он живее во странство. И он не живее тука, тоа сакав да кажам, баш сакав да бидете заедно, но тој си отиде, нели? Сараево, да. Сараево и таму живее. Таму живее, да. И мене ми беше драго што до ден денеска во дискотеките тука кај нас гледам постираат, идат наши хитови, ги пеат како да е сега 2008. И тоа ми беше многу ми беше драго. Дури јас кога дојдов пред да преработиме магија, бев во кој на диско отидов после толку години. Ова зборам пред 3-4 години, сигурно после короната. И се чудев луѓе доаѓаат да се стикаат, ме загледу, викам чекај бе, ја не сум, викам 10 години, go Македонија. Ама гледам песни ги пуштаат и тоа ми така ме направи среќен, да речам. Нешто што си го работел многу млад и после толку години даеш дека се уште тие деца тогаш биле веројатно по 10 години. Да, сигурно. Да, и сега ги пеат песните и така да. Сам убаво е чувството во секој случај, јас, да. Па фала Богу, веројатно и за тоа си се почесто тука. Гледам дека прилично често доаѓаш. Едниот повод е Макфест. Да. Едниот повод е Макфест. Не знам сега што имаш таму
удел во самиот работам на фестивал? фестивалот задните 4 години од 2022. А, се потрудивме на да ги инволвираме што можно сите пејачи од што повеќе од естрадава. Од кога победи нели Бела Песнава со Паја Килара, тогаш натаму таа година јас ја работев до вакво. Немам некое звање, бев дел од уметнички совет, тоа го викаме одлучуваме како песни, ама буквално помагам у све што можам и колку нели време имам. Со сите тие визуализации на сцена, како да изгледа тоа, со сценски настапи доколку им треба помош на некои артисти, со сценариото доколку им треба помош, со било кој креативен дел од фестивалот, да дам идеи, да соработам, сум тука за сите, дури сценографијата кога се прави, и јас сум дел од тимот кој така се договараме дали да биде вака, дали тоа сакам јас креативни делови, мислам дека сум креативен и сакам да нешто да изгледа убаво. Така да немам некој титул освен што сум во уметнички совет, но се и во сите тие други сегменти се плеткам. Да. Сега идејата како дојде за концертот со Елвер? Па ни фалеше некако концерт, овој како се вика, ни фалеше концерт и ни фалеше настап, ама не сакав се пак да одам у диско на сцена од 2 метра да застанам да пеам тука, не сум тој тип. Не сум тој тип, од секогаш сум сакал големи сцени и така да реков мај да ја направиме еден концерт, пошто не живееме тука, ја на 15 јуни ќе си ода. Сега сум дојден и ќе си ода. 6 јуни е концертот во Борис Трајковски. Борис Трајковски. Јас Картите како одат, се продаваат? Картите се пуштени у продажба и до задоволни сум да се супер одат, има многу барања, многу ни пишуваат и пораки. Ке имате и специјални гости, претпоставувам. Специјални гости, многу ме прашуваат, ние ги држиме у тајност, ке ги откриеме нормално. Јас стално им дам како насока, многу едноставно, видете со кој сме правеле дуети. Да, е јасно. Тие сите ќе видат таму. Ќе ви текне кој може да види. И така, ќе имаме, мислам, нека максимум 7-8 гости, така, нешто тоа. И тоа е доволно, мислам, така да ќе ги откриваме постепено. Дури видов дека имате и дрес-код. Па сакаме да дојат сите у бело облечени. Да, тоа ни се свиѓа ако цела сала е у бело. Сознаеме дека тешко може за панталони, ама барем мајцка бела, лето ќе биде. Салата е климатизирана, нема да биде толку топло. Од лани веќе и Чолич правеше на 18 јуни беше добро, сега оваа година гледам и во јули има некои концерти се прават. Така да климатизирана е, но да, барем горе во бело ќе изгледа многу убаво и за камера и за сите светлосни ефекти што планираме да ги ставиме во концертот. Така да ни фалеше таа сцена, како што кажав, Пајак ни даде огромна желба и поттик со тоа што сакаше да направи дует со мене и со Елвир и двете песни супер поминаа и некако ни даде желба дека еве не е лоша идеја да се собереме тоа време и сите да си направиме едно шоу. И дека сте интересни за помладата публика. Па да, мада веќе ние кога бевме познати не слушаа повеќе нели тинеџери, така беше, таа ни беше главната публика. Сега више ти има 30 години, али ќе има од сите генерации, добро е што знаеш и плюс 40, плюс 30 и плюс 20 сакаат да дојдат на концертот. И едно сеќавање на едно време да ги запееме сите тие хитови, да се собереме целата таа дружина, да направиме едно шоу. Ја не се сумнувам, мислам дека ќе имате полн погодок, затоа што такви сте воркохолици, со една убава, голема енергија, движечка, која секогаш тој да сте фателе до сега да правите, имало успех. Дури морам да ти кажам дека од таа година кога ти се појави во Макфест, нели не знам во која функција, небитно, некако одма таа година доби една друга
Па да, друг ја не ефект. сакам да зборам за Да. мене, ама многу го вративме Го врати, да, на некој начин му даде една драж, не знам, така мислам Бе, лично. Не сум види, пристрасна Знаеш како? ради оние пријателски односи, ради тоа што сум ја следела таа музика од тоа време, но искрено мислам дека е така. По реакциите на луѓе. Па, знаеш како, види, ние и не сакам да зборам, знаеш, тоа што имам колеги, секој си има различна визија како гледа еден фестивал. Не е дека ние нешто откривме Америка и кој знае што направивме. Целата работа е што Макфестот секогаш бил трендовски фестивал. Да. Секогаш тие што биле најпопуларни во тоа време пееле на него и таа музика затоа бил интересен. Ако не пееле Да. најпознатите, онда не кој ќе го знае. И јас затоа ги давав многу примери. Кога Куку Леле во 93-та или Владо Јаневски биле актуелни, они пееле на Макфест, така? Да. Кога Нокаут биле млади актуелни се појавиле пееле, Ние магија, така Тоше Проевски пел, значи сите сме пееле. Врчак после дошол и сите тие пејачи, Елвир пееше и Ламбе и така, и Тамара и така натаму. И сега ја доаѓам да го работам Макфест и ја гледам уназад 8 години, сите наши најпознати моментално никој не ќе да пее или не пее, и затоа фестивалот паѓа, истите ги бараат пејачи, да. Убаво е да ги има сите возрасти, не дека сега ние треба да заборавиме некој, убаво да ги има и наши генерации, повозрастни од нас и помлади од нас. Сето тоа е окей, ама можеш да имаш нешто се. Музиката и не би требало да има. Да, не би требало. Лимит, ама Сите, и ние ништо направивме повеќе, освен што ги натеравме таа првата година 2 бона и пајак да дојдат на Макфест, за да пошто сега они се тие што треба да се. Да добиете тежина, актуелни се. Актуелни се. Нормално и Владо го поканивме, Јаневски пееше и некои добри изведувачи како Андријана Јаневска и сите и Тамара, ама и мораме да ги викнеме и овие што сега актуелни. Освежувањето е и така испадна првата година, пајак имаше и Лара најдобра песна, они го донесоа хитот, нормално како млади, увек младите го носат хитот. После следната година дојде Таско со Малена, пак млад актуелен, третата Антонија Гиговска со жена, значи ете и се врати фестивалот. Се врати, да, дуби друга димензија повторно. Морам да признам дека и да вака јавно да ти признам и да ти кажам дека во се што паметам дека си се вклучил, имало резултат. Дали тоа е ради твојот сенс, дали е ради твојот алкохолизам што го имаш, дали е ради се. Да, се заедно веројатно, не може едно само. Да. Тоа е некој спој. Па да, постепено многу работи се подсменија и кој да каже тоа не чини, резултатите си го кажуваат своето и јас секогаш се водам по статистика. Ако некој вика била таа година Макфест подобра, ајде ќе седнеме да видиме колку вјус има тие песни, колку вјус овие песни, колку стримс. Сега лесно се. Евидентно е се. Евидентно е. Пак речам е тешко, пак имаме доста отпори од некои пејачи, некако мислат дека таа е завршена приказни, дека не сакаат да се појават, па имаше молења доста и 300 работи, да ги убедиме дека треба да се даде на шанса. Мене искрено највеќе ме разочара пред да почнам да работам, кога почнам да го размислувам фестивалот и кога кажав на неколку луѓе, еј, ќе работам на Макфест, сите како што ќе правиш? Што ќе иде тоа? Да, што ќе иде тоа? И што сватив? Сватив дека Макфест ги изгуби младите, ги изгуби децата. Ако ги изгубиш децата и младите, било кое, да. Тоа пропаѓа. Зошто унасат со години се фокусирал на истата таа генерација што старее, а не се фокусирал на новите. Освежувањето. Макфест беше на времето, јас како пев најактуелен ке децата. Што стотици деца чекаат таму да дојдат да го видат, да се сликаат со пејачи, зашто сме биле сите актуелни во тој момент. И тие деца дури имаше коментари на YouTube кога Пајак и Лара пеја Бела, кога стана хит огромен, имаше коментари од типот, верувам дека тие се деца сега што вако, дека они прв пат слушнале за овој фестивал. Значи имала толкава една дупка кај што они може биле 2 години, мислам се родиле, и напуниле се 11-12 години и они таа декада они не знаеле дека постои ваков фестивал. Да.
И сега као и знаеш родители. Види, ние што го знаевме, па не го следевме. Да, Сега реално. да, некои што го знаеа, не, па не да деца Не ти привлекува внимание, не па, значи веќе кога видов ово е таму, тоа е таму, ова е интересно, тоа цак знаеш те привлекува, пише си викаш нешто се случува. Така е, По така е. актуелност, секој сака освежување и актуелност. Супер, убава иницијатива, убаво на тоа што му се сетил дека треба да вклучи така да те Треба вклучи сите тебе и да. генерации, да, еве и оваа година сега уште сега го правиме списокот кои би требало да настапат, кои не се појавиле за ние 4 години, да изненадиме со нешто и така. Иде тешко, да, не е едноставна работа, ама тоа е. И мене ми е тоа една добра, знаеш, макар сме нуди доста убави мемории и можам да кажам дека убаво ми е секој октомври што доаѓам во Македонија, бар да излезам од реалноста, од каде. Им со љубов го правиш, им Да. доаѓаш тука да си ги видиш своите. Да, така да повеќе ми е како излез онака. И секој Екскурзија. октомври, ова година ми се фати 2 пати сега ради концерт. Давај ти се собра сега, почесто. Се собра. Споминавме, ја споминавме твојата бивша супруга, ми рече дека си уште си работите заедно, успеавте да и после вашата разделба да си го држите коректниот однос помеѓу вас. Па да, успеавме, тоа е се што ќе правиш, знаеш, ништо не е вечно. Добро е што се види, знаеш кога е проблем у еден брак и една врска, кога е, ако едниот сака, другиот не ќе, тоа е проблем. Да. Ако двајцата сакаат или двајцата не ќе, тоа нема проблем. Да, тоа што наоѓа Тоа се компромис. наоѓа компромис многу лесно. Така да кај нас беше тој дел Обостранно. беше, мислам дека беше лесен, некако ете така може. Со тек на годините сакавме некоја промена и си продолживме. Па добро, имам и дете, се нормално. Знаат, разведени родители знаат дека колку толку мораш и детето да се гледаш, но ние немавме некои тие да кажем проблеми, да сакаме сега да едниот од нас да сака да сме заедно, другиот не, ние двајца да рековме тераме. Тоа е тоа. Добро, како и да е, тоа е добро и за вас, а добро и за детето, затоа што не е пропратено тоа со трауми или влијанија некакви. Колку години има сега ќеркичката? Па, уште малку 14 напуни. Веќе тинеџерка. Веќе е тинеџерка. Што е сега со неа? Те знае. Па логично е, нели? Види, Кога веќе зборуваш за свежа енергија, толку музичка продукција, толку музика, сигурно ако има талент и желба ќе ја вклучиш. Нормално, не сум сигурен дека она би сакала 100% да се занимава со музика, да и биде тоа незината кариера, да кажам. Мислам дека сака архитектура, многу убава црта, сака такви проекти да дизајнира некој. Тоа интересира, музикална е, знае да пее во интонација, нема се некој глас да паднеш не се, само убаво пее, ако пее, не фалшира, да речеме, така има некој си убав нежен глас. Ја бива вака изиграње, многу ми се свига што многу ги сакам вија K-pop бендови, оние Тие актуелни сега сите. Габриела и сите тие хитови што им се, и ги имитира, игра кореографии пред телевизор, мислам, ќе ги пушти спотот, го игра, го пее. Тоа многу ми се свига. Неа тоа ме потсеќа на мене, јас кога бев како неа Backstreet Boys, гледав и ја играв. Но не знам како ќе се движи незините желби, дали ќе се занимава 100% со музика, пак ќе речем, мислам дека не, поише е тоа како хоби, нека ете така во тие години, кај што Супер. Знаеш, сакаат да пеат, да емитираат, некој да играат. Ја влече ли Македонија? Тоа е ли тука? Не може да влече на дете таму. Да, излез. Доаѓа тука на сака, да еве ќе дојде сега за концертов мој. Сакам да ме гледа бидејќи не знам кога друг пат ќе правам, така е, не сум сега цело време активен. Ова е вака инцидентно и сакам да дојде да ме види прв пат на сцена, на поголема сцена. Да, сака да доаѓа, сака тука, ама мислам дека е навикната многу на таму и на тој менталитет и не знам во животот кај ќе однесе, знаеш. Сега како што гледаш во светот, кој како се запише на факултет, деца одат, кој каде по светот. Не знам кај ќе иде, она е доста, мислам ќе биде самостална. Лав е у хороскоп, силна е, мислам дека ќе биде. Кој си тера по својот пат.
Добро, битно е дека поддршката секако ќе ја има, но одлуката ќе си ја донесе сам. Сама кај може, нема шанси да слуша некој. Да. Вичен си знае, након Аха. неќе нешто, не ќе Тоа е нешто. тоа. Да, чабе. А брат ти, он останува тука и тука работи, не Брат ми добили он тука желба работи, да... он беше со едната нога преселен, Мгм. долги години сакаше да се пресели, он не му беше желба дека сум у Канада, он повеќе сакаше исто Америка. Лошата работа е во Америка зашто нема програми како Канада или како нормална држава, каде што некој ќе поднесе да аплицира за иселеничка виза, да има Мгм. подобник, ако исполнуваш тоа, не знам, си направил успеси. Да. Еве, во Канада ја имаше една програма Extraordinary, се вакво, каде што музичари, спортисти, вако и они те гледаат. Ако предност. си направил ти Да. успех у твојата држава, си бил не знам што, еве ќе ти дајме Да, често е, иселеничка. Подобна Не знам што личност. прават со тие лотарии. Некој добива, некој него ни користи. Добил, потишал, се вратил, Да. некој ни битно, а оној што стварно му е битно, што сака да направи кариера, не може да добие. Треба да иде таму и затоа им остануваат така одат, нели, Да. на бродови, но овој ќе им останат илегално се Мгм. женат и мажат за Документи. документи. Мислам, зашто го прават тоа? Да. Значи, они толку им е лош системот, што полош систем не постои светот од нив. Ја не ги разбирам, ама и после тоа сега гледаат таму, најбиле, како беше тоа, нели сега не можеме ни, што, не може ти селенички не даваат се? Мгм. Читав некаде тоа. Да. Па не сме ние криви. Нивниот расипен систем е крив, зашто нема убава елиминација, знаеш, за луѓето, Мгм. културно, ти си адвокат, доктор, не е битно, сакаш твојата кариера да направиш експанзија. Па аплицирај си, ќе те разгледаат, можеш, не можеш. Така. Не некои програми глупи лотари, мислам, нема везе. Добро, тоа е тоа, важно ти си го најде својот пат и за Не знам Македонија дали не сум ти си го нашол. за Македонија не ти текнува да се вратиш. Па види, никогаш не вели никогаш, не се знае, ама не знам, мене и Канада ми е доста наузред. Да, ти се дозаде веќе. Па некоја трета дестинација. Едно време зборев мината недела да одиме у Дубај. Си мислев зимно време да сум у Дубај, па летно време у Канада, бидејќи Торонто има многу убаво лето. Преубаво е, не е она Претопло, тепло. да. Значи таман си е да не те пече глава, значи Мгм. одлично лето има. Зимата е малце предолга и секав таман да сум и у Дубај за зимно време. Таму да отворам некој бизнис, нешто мислев. Сега се деси ова, па го забелја. И ќе одложиме се бараме друга држава. Ке ти текне тебе нешто, не можеш ти не стоиш мирен. Не, ама не. Сигурно ќе најдеш некој Интересно, начин. мора да се случуваат нови работи ако седиш на едно место. Да, и тоа е добро. Ја мислам дека е тоа добро. Тоа ти дава динамика, ти дава свежина. Затоа и те одржува вака, како што си. Мислам дека како у фрижидерот си спиел. Од кога те знам, мисци ми некако. Да. Или мене така ми се чини. како е. Не, сум со остара, ја еве се кријам позади. Позади на очарите. Пошто Кажи ми не што се од технички аспект концертот ќе има ли некои така спектакли или ќе биде... Види, знаеш како мене ми е срамота. Па се навраќам на тој затоа што Не, да, 6 на јуни е 6 актуелен и треба да што 6 повеќе да дојдат и да го посетат и да го Па видат, види, и да ако- осетат таа енергија. Да, тај не ја види, иако бидеш некој предвидуваат ќе биде sold out, некои викаат и супер ќе победи, не е битно. Знаеш што е битно? Битно е тоа е добро за целата естрада. Мгм. Понекогаш ако дадеш подршка на македонски артист и за нешто што оставил и се собереме сите и одиме заедно и со старите другари да се собереме, пошто нели наши песни ги потсеќаат на некое време. Тоа ќе допринесе за и многу други артисти да направат концерт, значи да имаме повеќе македонска музика, повеќе вако. Ја и со Врчак разговарав и ја му викам дека треба и он до година, еве, ја да му помогнам да направи. Јас баш со концерт. Врчак сум имала некаков контакт во последно време, а Врчак е еден од ликовите кои остави стварно голем белег на... Па и остави, на да, една иако музика. он беше избегаваше интервјуа, или Да. не сакаше да ја поинтервјуа. Не знам, не сум го ни поканила, меѓутоа некако мислам дека ми е надвор од
од Да. медиумите генерално. И јас со него исто разговарам, викам треба и ти, и он вика ајде вие прво видите. Значи тоа дава еден стимул за цела естрада, ако еден ден сакаме. Претпоставувам ќе биде сите- вистин. Не знам дали ќе Ај. биде сега. Ајде, добро. Вако и овој како се вика и со многу други артисти што сум зборел дека треба да направат концерт и истото го рекле, некако секогаш мислиме ние дека немаме ние доволно поддршка како српските артисти кои доаѓаат или балканските било кои, зашто кај нас понекогаш и картата е многу пониска, а за србинот не е проблем, 2000 денари ќе дадат вака и ќе биде sold out. Текнува. И некако го имаат тој страф македонските артисти, затоа имаше долг период што немаше. Да не концерт. доживеат дебакл. Па, да нема. Да, и долг период немаше македонски концерти у Борис Трајковски. Па немаше, да, ова сега се случува. Заднева година, од кога и ние најавивме, од кога ете така мртна малце. Нешто да се Да, почна дешава. сите и мене многу ми е драго кога видов дека ете и Лозано направи и Нокаут сега ќе прават. И ние и дури има некои ги гледам медиуми што не се прави медиуми што по социјални мрежи, нешто се некои си медиум се представуваат, ама секако гледам еден медиум сега заборев како се вика, цело време постира некој ќе пее оној, ќе пее овој. И му го отварам вака, бе, ниеден македонски концерт нема спомнато. А ги има, знаеш колку? 10 имаше од почеток на годината, па и ако ги земе, нели, у филхармонија, нели, Бојана правеше, и Оце правеше, и оној Давид правеше, и сега и Архангел ќе бидат после нас, и Лозано, и Нокаут, и Тамара на 3 ноември, Слаткар на 1 август, 2 бона правеа се. Значи, тоа се 10-15 концерти, плюс на есен. Која е тенденцијата и која... Само во октомври ќе има 3 концерти во Борис Трајковски. Тамара има на 3, па иде Калиопи, Меморија. Само 3 има во Борис Трајковски во октомври и во ноември се Next Time. Значи тоа се абе ниеден ти концерт македонски да не спомнеш. Значи не ми се верува какви медиуми. И после ние како очекуваме да креваме таа естрада ако ние ти дали мислиш дека хрватски медиум дека ќе некој ќе форсира наш. Па не, апсолутно. И не е природно да е тоа така. Да ги спомнува само срби и македонци. Не е природно, мислам феномен сме ние. Да, феномен сме за некој. Мислам дека тоа никој не го ни прави, освен ние. Ние вечето се дивиме, вечето даваме предност на другите, а за нашите вака да ги повлечеме надоле ако може. Ако може да. Значи ние оваа година ќе имаме минимум 10 концерти на македонци у Борис Трајковски. Тоа не се десило цела деценија. Да. Значи ние треба да сме стрекни за тоа и да отидеме да си поминеме во на концерти. За спектакл што ме прашам, мене стварно ми е срамота да кажам дека ќе правиме спектакл, бидејќи секој србин што ќе дојде спектакли прави. Не, во свој спектакл. Да. Го гледам Мацо Пеович на концертот од Скопје, многу го сакам Мацо Пеович, пошто мислам дека е многу джентлмен, прибран човек, не е онака Да, пријатен е, многу фамилјарен е. Да. Значи сите го знам лично и стварно е, мислам, баш друштвен дечко, мислам, скроз другарчина. Ама го гледам дошол да прави концерт во Борис Трајковски. Отворил тоа партитурата за читање текстови, како капич да пее, бендот околу него пее. И сега си викам, секој што каде, ми е спремам јаки спектакл, и после гледаш на сцена, стојат како здравени мари и сите. И викам, мојот не можам да го најам спектакл. Ако ова е спектакл, значи... Да не се бламирам. Да, така да, нашиот ќе биде поразличен од сите спектакли што се дешаваат тука на Балканот. Јас сигурно ќе бидам присутна и верувам. Нема да стоиме здравени пред сталак, нема да имаме партитура да читаме. Јас знам што отприлика може да се очекува од тој концерт. Да. И вреди да се види. Така да, ќе се потрудиме да направиме нешто у наш стил. Што рекол Тони Зен, у мој стил. Да биде интересно, да не биде ето така ќе имаме неколку студија што ќе работат на коreografии за концертот, така и ќе има и театрални работи со глумење, со некои изненадувања ќе има. Ја и Елвир ќе бидеме поише back to back, он една песна, ја една песна,
он една. Значи се комбинира. А некој гостин што го имаме заедно, на пример, еден по еден пееме, еве, ако откријаме еден за тебе, Тонизен да речеме, значи пее ке Елвиру песна, гостин пее ке мене песна, па после пак одиме па викаме друг гостин што исто гостува и ке Елвири, така да ќе биде наизменично, нема да биде сега јас 1 сат, он 1 сат, него ќе биде повеќе. Да биде интересно, ќе има и песни кај што сите ќе се појавуваат. Јас сум сигурна дека ќе биде прединамично, ќе има многу и танцување или денс, ќе има и зала, ќе има и се, во можностите што можеме да ги направиме за ова кратко време. Така да ќе се потрудиме колку можеме да направиме едно убаво чувство на публиката, да запее на тие песни, да се потсетиме, да изненадиме со нешто и барем на една вечер да ги вратиме. Имате ли некоја нова песна сега во моментов? Нова имаме, ќе извадиме една во мај сега песна, Пајак вади албум, и ја и Елвир сме му гости во неговиот албум, песната се вика ексклузивно Делириум. Ќе излезе во мај, веројатно. Че тој ќе биде баш пред концертот. Излага ќе биде дел од на Пајак албумот, така да ќе биде баш ете ти кажав таква информација, видиш. Не ја ни праша продукцијата дали смеам. Добро да нема везе. И не е сега некоја војна тајна. Не е војна тајна, за убаво е. За убаво е, така е. Ова е Бадел подарок. Овде го имаме антик, пијалокот со чашки за тебе, да не се прифрлам натаму, ќе ти го дам после ако може тешки чоке. Да, Сори, ајде. Фала ти многу. Повели. Подарокот. Добро. Тешки чоке, да. Ова е Нишмен, козметика за мажи и верувам дека ќе ти се допадне затоа што ја користат светски и познати фризери. Ќе ја видиш, ќе ја пробаш и ќе ме го кажеш твоето искуство. Повели, мало внимание за твоето одвоено време. Во оваа прилика ќе си ги поздравам и моите пријатели, Есе кафе, ова кафе кое си го пиеме тука, Каре, кој има навистина преубав мебел и преубави детали за украсување на амбиентот и верувам дека ти се допаѓа. Мислам ти уште кога влезе го искоментира тоа, како и секој гостин, сите некако деталчиња оправат топлината на студиото и затоа ви ги препорачувам. Одлично. Бадел ги споменав. Бадел Бојадера е нашиот пијалок, женски пијалок, ликер со вкус на чоколада и лешник, ти малце водичка, Chickmeat, продукцијата со која го правиме сето ова и го работиме целиот проект на Равенка за успех. ФОН универзитетот, првиот приватен универзитет во Македонија, технолошкиот парк N99, каде што еве сега се спрема отварањето и ќе има многу иновативни, интересни работи за кои секако ќе ве информираме. Верувам дека уживавте во разговорот со Јован Јованов, се потсетивте на едно време, а сепак актуелен и сепак сето она што го прави сега е во тек со времето и со она што се случува. Интересно за сите љубители на музиката, концертот е 6 јуни. Фала ти уште еднаш, Јован. Фала и на тебе и поздрав до сите тој гледачи.